се лажете многу. Ние говориме не за домаќинското, туку за недомаќинското и неодговорно раководење на ВМРО ДПМН. Джабе ги учите, се уморија, не може да викат виќе, се уморија, джабе им викате. Значи, кога ќе бидете подомаќини, се изморија, тие не се за таа работа која што вие мислите дека треба на тој начин да сочувате нешто во ова собрание. Сакам да ви кажам дека ниту еден предлог кој што овде го давате, ниту една работа која што ја правите не е демократска работа. Сето ова што го изразувате како власт единствено во Македонија и во некои други земји има власта да штрајкува самата против себе. Погледнете, почитувани граѓани, како Силвана Бонева штрајкува против ВМРО ДПМН. Како Силвана Бонева реагира на работата на ова собрание. Ова е сликата. Сакам, почитувани граѓани, да ви кажам дека еврообврзницата која што ја спомна Силвана Бонева од 175 милиони евра, оваа влада на чело со Груевски треба да ја врати во јануари месец. Тие пари ги потрошија за споменици, за бронза и за бетони. Тие пари не ги потрошија за леп, не ги потрошија за канализации, не ги потрошија за социјалните случаи, не ги потрошија да го олеснат животот на граѓаните. Сега, господјо Бонева, барате ограничување на дискусиите. Сакам да ви кажам дека е вон деловнички, заради тоа што не удирајте Бонева со деловникот, читајте го, не удирајте со него, читајте го. Сакам да прочитате и да видите и да ви стои на ум дека не може партија шах да се игра и да се утврдуваат правилата на крајот од играта. Започнавме со работа по деловникот. Колеги пратеници, ќе ве молам да го изслушаме Оливер Спасовски. И нема право. Колега Спасовски. Повелете. Тоа ви е ВМРО ДПМН, тука нема лек. Тоа ви е. Јас ги разбирам. Јас, господине председател, не се замарајте. Само вие продолжите, говорете си, колега Спасовски. Јас разбирам како и на кој мафијашки начин работат со Република Македонија. Разбирам дека тој мафијашки стил на однесување сака да го пренесат и овде. Нека си тераат, јас зборувам за граѓаните, не играм заради нив. Сакаат колегите од ВМРО ДПМН да се ограничи дискусијата. Сакаат на средина од носење на буџетот даускратат на пратениците да говорат за собствените амандмани. Кој ви дава право да на едни пратеници им дозволите час време да говорат, а на некој да му дозволите 3 минути? Се повикувате на пракса. Кога се предложи во Комисија за труд и социјална политика да се гласа за ограничување на дискусии за законот за бранители, Бонева стана и рече не може на средина од седница да се гласа ограничувањето. Како потврда на тоа, го повлече законот. Бонева е таа што го повлече законот за бранители на пресконференција и после тоа поднесе закон во скратена постапка, каде што ги скрати дискусиите. Сега истата Бонева бара на средина од носењето на буџетот да се направи преседан во ова собрание. И преседаните полека, но сигурно да стануваат пракса. И затоа ова што сега се случува не може да биде дозволено заради тоа што е вон деловнички и непроцедурално. Инаку што се однесува за Комисијата законодавно-правна, која што ја спомна Бонева овде на говорница, јас сакам да дадам одговори како член на законодавно-правната комисија. Ние 5 членови на законодавно-правната комисија кои што бевме вчера присутни, бевме чувари на демократијата во Република Македонија. Ние 5 и сите други што ни се придружија од СДСМ
Станавме символ на отпорот против оваа ненародна власт во Република Македонија. Тоа е символ на отпорот. Тие собрани микрофони ќе ви бидат символ на отпорот против оваа ненародна власт. Слаби сте, колеги, слаби сте дури и во чукањето. Слаби сте и не можете да се сопрете. Микрофоните ќе бидат символ на отпорот. Ќе бидат символ на отпорот и сега кога говорам. И таму каде што не ви дозволуваме недоловнички да работите. Значи, на седницата законодавно-правна дојде вашата колешка безскрупулозната Дулиќ, која што доби партиска задача да го помине буџетот со амандманите на законодавно-правна комисија и да рече вас од СДСМ, вашата комисија финансирање буџет не ве фермам. Меѓутоа, мора да почитувате деловник и закон. Немојте да мислите дека ќе поминат амандманите на ЗПК, ќе обманувате јавноста и после тоа Трајко ќе се прави херојот кога ќе го гласа на пленарна седница. Таков луксус нема да ви дозволиме. Нема да дозволиме заради тоа што сакаме 200 милиони евра да спасиме за овој народ. Не да ги однесете, да ги украдете, да ги ставите во бронза и во бетони. Ви предлагаме 200 милиони евра пари да ги дадеме на социјалните случаи, да ги обезбедиме, да дадеме за енергетска сиромаштија, да дадеме за зголемени пензии, да дадеме за права на граѓаните, да дадеме за живот на луѓе, не да дадеме за живот на поединци од ВМРО-ДПМНЕ. Према тоа, она што се случи вчера на законодавна правна комисија, вас ви изненади и тоа не е чудно. Меѓутоа мора да се научите дека има еден СДСМ во Република Македонија и да е еден фронт за едината. Има еден фронт за едината и ви кажувам дека поважно од ВМРО е едината на нашите генерации. Јас и моите колеги ќе се бориме за нашите деца и за едината на оваа држава. И овде ви порачувам пред цела македонска јавност. Немој да ги лажете пензионерите. Тие не се мали деца. Немојте да ги лажете ниту вработените во администрацијата. Немојте да ги лажете ниту социјалните случаи. Ние сме имале состојба ваква како што е сега во Република Македонија. Во 2002 година Груевски беше министер за финансии. ВМРО-ДПМНЕ на 15 септември 2002 ја изгуби власта. Никола Груевски беше гневен затоа што ги изгуби изборите. Беше људ затоа што треба да замине во опозиција и рече не сакам да направам нов буџет за 2003 година. Па државата не пропадна без него. Преминавме на времено финансирање на 31 март во 2003 година. Заради тоа што Груевски како министер за финансии не сакаше да направи буџет и мислеше дека тој е единствениот што знае да прави буџет. Ние преминавме на времено финансирање на 31 март 2003 година. Се донесе буџетот за 2003 година. При тоа сакам да известам македонската јавност. Сите пензионери земаа пензии, сите вработени земаа плати, сите социјални случаи земаа сите придоници од социјални осигурувања. Се плаќаше се во Република Македонија, ги изоставивме само долговите кои што ВМРО-ДПМНЕ ги направи до 2002 година. Ги плаќавме подоцна. Кога говори Бонева за враќање на долговите, кога на Република Македонија и идело добро во 2006 година, ве прашувам, кој нормален и кој домаќин човек ќе направи да врати долг од кредит со 1% камата, а да земе и да плати нов долг кредит со 10 и со 12% камата. Кажи ми, господјо Бонева, ако имаш кредит за кола, имаш камата од 2%, дали ќе го вратиш кредитот, па колата ќе ја докупиш со 10% камата? Дали така ќе работиш со својот семеен буџет како тоа што го правиш со Република Македонија?
Колега Спасовски. Колега Спасовски. Колега Спасовски. Молам пратениците од ВМРО ДПМН да не тропаат со тврди предмети по клупите, бидејќи тие се на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам. Слободно, слободно нека лупаат, нека удираат и нека... Ова е вистинската слика за Република Македонија. Ова е. Лупањето не значи ништо.